небеси на земји. Хлеб наш насущни даш нам состави нови наши, ако ще ние пред намолником нашим, извини нас от скошчени нови како Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот, сега и секогаш и у вечни векови. Амин. Содоги праведни скочашися, душу раби Твоеја спасе упокој, сохраняју ја и во блажене жизни, княже у Тебе целуј душу раби Твоеја, јако едине си човекојове. Слава Сину и Святому Духу, Тие си послушени власти, Господи, уповани надрешими, сами душу раби Твоја упокој. И ние и присно, и по веки веков. Амин. Едина чистая и непорочная Дево, Бога безсемене рошая, моли спасти ја души Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, молим Ти, услыши, помилуй. Jeszcze молим Cię, упокой души, усопшали Твоя, и уедешь в Твоем святом прижению, молчанию, помилуй. Легнете, додека трае, па после ќе онај поти трајчи. Прости всяка согрешена, праведно, мисло, дело или помисла. Кој нема човек кој ќе живее на веќе да ги си кој вечно држа, твојата правда е за правда. Да изселимо на селото на предниците, да ги попокри обогатите на Авраама и контрабусите да ги присвои и нас да не помилува за побова и човеколюбе. Амин. Во блаженом успение вечни покой подаш, Господи, усопши ради Твое святой вечная память. Вечная память. Сега и секогаш и во сите векови. Амин. Святи Боже, свети крепки, святи безмерни, помилуй
Бог заштити, избави ме и стави на место сигурно, зашто Ти си моја крепост и моје прибежиште, Боже мој. Избави ме од растото на грешникот, од растото на престапникот и насилникот. Че Ти си моја надеж, Господи, моја сигурност, од младоста моја. Со Тебе цврсто се држам од роѓањето моје. Ти си мој покровител и мајчинат на тами утроба. За Тебе вечно се преам, за многумина велика понека чудо. Ти си мој силен помошник. Нека се исполни устата моја со похвала, па со песна да ја величам славата Твоја и цел ден да пеам за Твоето велелепие. Не отфрламе на староста, кога ќе почне силата моја да исчезнува. Не напуштаме, зашто непријателите мои изборуваат против мене и они кои ја дебна душата моја се одговараат меѓу себе, се договараат меѓу себе велејки. Остави го, урете го и патете го, зашто нема кој да го избави. Боже мој, не се оддалечува од мене, Боже мој, побрзо да ја помогнеш, да се потребаш и да исчезнат оние што треба душата моја, да отробена и да се застребат оние што ми посакува зло. Јас пак секогаш ќе се надвам на Тебе и ќе Те го свалувам се повеќе. Устата моја ќе ја разгледува Твојата правда секој ден, да се нието од Тебе. Зашто не го знам бројот. Ќе влезам во силата Господова, Господ, ја помнувам Твојата правда секој ден. Боже, Ти ме поучуваш од младоста моја, а јас се до сега ги објавувам чудесата Твои. И во староста, па и кога ќе престанам да живеам, Боже мој, не напуштај ме, за да ја обидам мишката Твоја, силата Твоја и правдата Твоја на сегашното и на идното поколение. Големувајќи ги своите добри, изготувајќи се од мене, ме утешуваше, пак ме излепуваше од земните бездни. И ќе ја славам меѓу луѓето на харпа Твојата вистина. Боже мој, ќе те воспевам на гости, светојцу Израиле, ќе се радува устата моја кога ќе Ти пеам, душата моја која си ја избави. И јазикот мој секогаш ќе зборува за Твојата правда, кога ќе од времена ќе се засрамат оние кои ми пожелува зло. Умир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Кои си Ти за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За сите овде, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Сите прегрешенија, волни и неволни, на Божите раби кои сега оздравуваат и да им биде милостив. Бог да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. На својата милост да не им го спомнува гревот на нивната младост и незнанието, да им подари здравие, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да ги презре следите молења на своите раби, што сега со нас се молат, но да им биде милостив. Благонаклон е човек ми здравие, да им подари, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Славениот со словото на својата божествена благодат болните своји раби, скоро да ги подигне од болничкото легло и да ги оздрави, да се помолиме на Господа. За да ги посети со благодата на својот свет дух и да излеви секакви болести и болки што се гнездиле во нив, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Како на кананејката да го послуша гласот на молитвата на нас недостојните своји раби, што кон него викаме и како нивни и како негови деца да се помилува и да се иселат болните раби, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. И запази ни со Твојата благодат. Господи, помилуй. Зашто Ти си Бог на милоста, милосрдието и човеколюбието и Тебе
слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христе, Ти кој си единствен брз во заштитата, покажи ја брзата посета на Твоите раби кој страда. И избави ги од болестите и тежките болки, подигни ги за нашите извади непрестајно. По молитвите на Богородица, единствен човекојубе. Милосрден Спасителу, овие што лежат на болничко легло и тешко се болни, како некога што си ја подигнал Петровата, тешта и расслабени од носе на легло, така и сега овие Твои раби кои страдат, посети ги и исцели ги, зашто Ти единствен си ги претрпел болестите и болките на нашиот род и може се како Во мен мир се И духови Твоему. Помилуй ме, Господи, зашто немојте ни селиме, зашто премаламе мои прекоси, зашто нема кој во смртната те спомнува, ќе се чита Словото здраво, светата постојако. Внимаваме, браќа, како пример на ставањата и долго трпенијата, земете ги пророците, што пророкуваа името Господово. Ете блажи се оние што претрпеа, се чуле за трпението на Јов и урнате како крај им даде Господ. Затоа што Господ е помилостив и се свинува на него. А пресветајте мои, не помните се ни во небото, ни во земјата, ни во пакла, некоја друга претва. Изборовите нека ви бидат да минете, за да не памете посуд. Ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога, веселие, нека го пари Господа. Боден ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, да се помолат над него. И така, нека го помажат со ереј во името Господово и молитвата со вера ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене. И гревови, ако напад ќе му се проста, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите. Голема сила има усмртната молитва на праведникот. Алелуја, алелуја, алелуја. Премудрост, простно го слушаме светото Евангелие, мир на сите. и духови Твоему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Се приближи до него еден сотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома патен и многу страда. Исус му рече: ще дојдем и ти го излекува. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само еден збор и слугата мој ќе оздрави. Зашто јас сум човек подвластен, а имам и подчинети војници, па кога ќе му
седнат на трпеза со Авраама, Исака и Јаково царството небесно, а синовите на царството ќе бидат фрлени во крајна темница. Таму ќе биде плач и крскање со заби, и му рече Исус настапникот: оди си, и како што си поверувал, нека ти биде и слугата Негов. Во истиот час оздраве. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Умир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овие сите кои што се молат сега, да се помолиме на Господа. Господи, За помилуј. сите повредени, да им се простат сите прегрешенија, волни и неволни. Господи, помилуј. И по милосрдието на својата милост, да не им го спомнува грехот на нивната младост и незнаење, но да им подари здравие, да се помолиме на Господа. За да не ги презре усрдите молења на своите раби, што сега се молат со нас, но да им биде милостив, благонаклонет и човеколюбив и здравие да им подари, да се помолиме на Господа. Господи, Така го помилуј. рекуваш разслабениот со словото на својата божествена благодат, болните своји раби, скоро да ги подигне од болничкото легло и да ги оздрави, да се помолиме на Господа. Господи, За да ги посети помилуј. со благодата на својот дух и да исцели секакви болести и болки што се гнездиле во нив, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Како на кананејката да го послуша гласот од молитвата на нас недостојните своји раби, што кон него викаме, и како нејзина ќерка да го помилува и исцели сите болни раби, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се избавиме од секаквата гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити ме, спаси и помилуј, запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Зашто Ти си Бог на милоста, милосрдието и човеколюбието, и Тебе слава Ти вознесуваме. На Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Нека на душите и теата се ужалено и скрушено срце кон Тебе те приодјаме се, водиш ка Те викаме и сили ги болестите, излекувај ги страданијата на душите и телата на Твоите раби, и како милосрден сите прегрешенија, волни неволни, и скоро подигни ги од болничкото легло Ти. Се молиме, послуши ни, помилуј и милостив, кој не ја сака смртта на грешникот, но да се обрати тој и да биде жив. Поштеди ги овие Твои раби, за препасти ги на болеста отклони, во сето страдање и секоја болка пружија Твојата силна рака, и како Јеровата ќерка подигни ги од болничкото легло и направи ги здрави. Ти се молиме, послуши ни, помилуј, Ти кој со допир си ја излекувал треската на Петровата тешта, и сега излекувај ги овие Твои раби, како милосрден нив, кои тешко страдаат, давајќи им и скоро здравје. Ти се молиме, прилежно извору на исцелението, послушај, помилуј, Ти кој си ги примил созите на Езекија, покајањето на Манасија и нинивејците, Давидовото исповедание и брго си ги помилувал, така се добар цару прими ги и нашите умални молитви, и како смртен помилувај, и Твоите ради, и се страда,
на Светата Црква, која ради и совршени во добро да угодуваат и да ја извршуваат твојата воља. Че Твое да не милуваш и спасуваш Боже наш и Тебе слава Те го несуваме на Отецот и Синот и Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос Христос Бог нас сите светици да не помилува и спаси како добар човеколюбец. Амин. Молитва на Свети Христос наш и Господ се Христе Боже наш и спаси нас. Амин. Амин. За упокоените деца кои пострадаа во Кочеви, се помоливме се заедно Бог да ги помилува и спаси нивните души, да ги сели во населбата на празниците, каде се сите свети и каде што присуството Божие. Ние знаеме дека се што создаде Господ, го создаде од љубов, создаде да прави живот вечен. Така да за Господа нема мртви, за Господа сите се живи. Само преобразна од еден во друг свет. Исто така, денеска се помоливме за децата кои што пострадаат, кои што боледуваат и кои се по болниците. Господ да биде милостив кон нив, да ги исцели со својата милост, со својата љубов, она што не е можно за човекот, можно е за Бог. Затоа сите заедно, овие денови, овие тешки денови се молиме, Господ да биде лекар на нашите души и нашите тела. Ние изразуваме сочувство кон сите на сите близки кои што пострадаат и заедно со нив се молиме за дивно Бог да им даде утеха во овие тешки денови. А сите вас Бог да рекламилува и спаси великата